Здраво живо, поздрав од ресторанни ексклузив. Продолжуваме со серијал емисија за Куманово. Денес имаме интересантно гостоповорника, али нешто покасно за негову биографија, за негов живот. Али на почеток, еве како што гледате, ја овдека сум дошил мајца Златибор за Кочани. Заедно с Небоша Кипријановски, камераман, беме 4 дена на Златибор, правиме некој репортажу и на мое задоволство, на задоволство и негово и на сите граѓани на Куманово и Македонија, завршисмо едну хуману работу. Имено председник на општина на Чајетино Милан Стаматовиќ и директор на туристичка организација Златибор Владимир Живановиќ согласива се у контакт со Црвен крст Куманово и Македонија ќе испратиме 50 деца на опоравак на целокупен трошак на општина Чајетино и туристичка организација Златибор. Стварно еден многу хуман гест, една голема величина на председника на општина и директора, и ја им се захвалувам име на граѓани на Куманово и на Република Македонија, што наши деца кои стварно страдава у трагедија Кочани ќе отидат на опоравак и надам се дека ќе се убаво помине. Ја тоа ги посекувам во срце и верувам дека тоа све ќе се реализира у најскоро време. Значи, уште еден пат поздрав и до нашега спонзора, туристичка организација Златибор, а од овој емисија имаме новога пријателја, новога подржувача, новога спонзора. Тоа се билни производи од познатога светскога фитотерапевта Милета Мануеловиќ, кој беше у Куманово пред едно 20 дена. Овдека има неколку негови препарати. Ја ви го пробав овој препарат, ќе кажа. Тоа е биотирохерб. У денешно време многу жени, па и мушкарци пати од тироидно жлездо, една многу лоша, да кажу, болест, непредвидлива и прави многу проблеми на човечки организам. Еве овој препарат, значи биотирохерб за лечење на тироидно жлездо. Нема да зажалите, пробајте со овие препарати и ја мислам дека ќе има резултати нормално кој има проблеми со тироидно жлездо. У овој емисија ќе покажем уште еден препарат, кој се вика плодност Вита. Зашто се работи? У денешно време, за жал, се повише брачни двојки не може да има потомство и професор Милета Мануеловиќ направи еден извареден препарат кој с терапију дава многу добри резултати. Имено пред известен период, пред 3-4 месеца, има случај да жена на 52 години се породила, зафајајќи на овие препарати, на редовно зимување и на упорност. Тоа се тие два препарата што ги рекламира во емисија, а он напишаа и 3 книги. Прва негова книга е Како победити рак. Знаете што е рак, не да Боже на никога, многу лоша и опака болест. Туе е све наведено како и на кој начин да си ga преминирате здравје и нормално кој има овој болест која многу луѓе ги запати у цел свет, да успеете на некој начин ако може да се превенира и да се излечи. Друга книга е Библија здравје, практикум, значи тоа се практични едноставни рецепти у домашни услови кога да си направите соодветни препарати кои на некој начин ќе ви ga заштити ваше здравје. И трета книга Народна медицина у складу со крвном групом. Професор Милета Мануеловиќ лечи ги луѓе во однос у склад со крвна група. Значи прво мора да кажеш која ти е крвна група и после се прави соодветна терапија и верујте дека резултати се стварно изварени. Поздрав до професора Милета Мануеловиќа и надам се дека ќе ни дојде Павел Куманово, али тој ќе зборува у следеќа емисија. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju,
gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Значи, како што најави, денес имаме интересантно гостоговорника, наши ваш Гоце Илич, или кумановци га знаев и га викав и га препознава по надимак Джеја. Гоце, здраво живо. Фала што дојде во емисија, што одвои време. Ево, дека на стол имаме прегаш фотографија. Мислам дека ќе има да ни кажеш доста интересантни работи за твој живот, али пробите прашаја од куде во надимак Джеја. Тој ќе ви каже после, фала ви на покану на емисију, а ќе кажемо одма од Джелјо, така ли? Да. Одма да кажемо за Джелјо. Пошто има кумановци, извини што те прекинувам, пуно Джејевци кои ги викам, Да. и ти си еден од тие. Јас сум Джелјо по жена. Никој не е по жена, викам, само ја у Куманово. Пошто јас сум зет сам на Джелјо. Джелјо Рингишпил и тие Джелјовци што има пуно. Јас сум ги зет, а не сум ги брат, како што мисле сва пуно луѓе. Случајно ми остана надимак, ја кад се ожени, кад се запосли у Народну одбрану тогашно, продаваше некои делови за 101 за кола и некој мој шурак еден од тие раце пратија га човека да дојде каде мене да купи дел за 101. И он доваѓа таму на работу, ама не знае како да каже, него вика... Како да те најде? Како да ме најде и вика на работу, каде колеге, вика, бе, Джелјо тој ли е? И овие колеге после тој вика, бе, дојде еден, тражите, вика, Джелјо и останаме, надимак Джелјо од тој. А пошто сам зет на Джелјевци, за тој и тој. Али надимак ми е од тој. Од супруга. Да. Да, ја ги видуј раците, он се клишувек, шета, гледам по чаршу иде. Видете, да. За жал Кокан си помина. Да, Коки И- се обеси човек. Да, они куќе ги е туе, још увек Карши школа. Да, туе. да, Карши. Тој живи Карши Раце, така ли? театар, да. Тој живи во Раце и Дуле и сега и Зоре дојде туја. Колку беа они браќа Джејо? 5. Пет. Они су 5 брата и сестра ги една. Кој Моја бија жена. најстар? Најстар е Ванчо. Ванчо. Па после Кокан ли иде? Ванчо, па Дуле, па Кока, Па Кокан. па жена ми, Па Раце. па Зоре, па Раце е најмал. Значи голема фамилија. Да. Ај, још малку да прозборим за тебе, па после ќе идеме на твој живот. Интересантна работа е што Рингишпили су били во тој време многу. Да. Фамилија на Джејовци е многу тој практикувала во Куманово. Да. Ту имаше у школски дворец некако дете, Рингишпил, од сабаја до вечера во таја. И тој ги е, на некој начин, они су и по тој биле препознатливи. Да, по тој. Дедо ми Трајко Джелјо е све живо работаја, нема што не е работаја. И туја доќанче, и баба ми кифле месила, и имаше ротомини, имаше многу ме тој флипер. И Рингишпил, може да покажем овие слики од Кажемо Рингишпил.
Ево, ово е Рингишпил прекрасна фотографија. И увек имало гужва, деца имало. Увек е мало и ишле смо и по собори. Значи, у свако село смо ишле куде што, кој е собор, да кажемо, која е слава, нели, селска и овој. И смо ишле работаја дедо ми таму. Јас сам ише с njega, помагаја сам му, работале смо заедно, уствари. А интересна работа е што, кога ќе ја погледаш први пат визуелно, изгледа многу едноставно, неме кригиш плуга на месте, али има многу процедура пред да се направи тоа. Има процедури, ама ми смо уходени од тој биле и за 2 сата до 3 највишки наместимо и можеме да работиме. Битно е да го почнеме овој разговор, еве да ни каже ташно Гоце Илиќ куде е роден у Куманово. Значи, видите вако, јас сум роден у Куманово 62 годину на улицу Бранко Димов, број 9. Таму е живо, тоа е испод Пилко Сокаче. Тоа е испод Пилко. Тој е Пилко, Линка кафана у Сокаче тој. Тој сам роден, тој живо, а потекло ми е по татка од Староногоричино, а по мајко од Матејче. Значи, мои су, тој татко ми е купија 59 годину куќу, јас сам роден 62, значи тој сам роден, тој живо. Не смо некое богато семејство, сиромашно семејство, татко ми е био джачар, мајка ми домаќинка. Татко ви што е вие? Од джачар. Од джачар. Еве ми ти покажеме Гоце едну слику да го отвориме овој разговор. Ова е ваш татко? Да. Тој си ти на слику? Тој се с мене, да. Од джачар е било тешка работа и ден денеска тоа е многу захтевно да работиш и те ваш татко се трудија, борие се, морае да работи, да се вика фамилија да го изведе на пут. Морае, да. Работаја човек, мучија се, таман купија тој куќиче, снаваѓаја се таму, не знам, кредити од другари, од овој, од оној, таман исплатија и почина човек многу млад. 42 години имаше само кад почина. Болести или? 74-ту. Па имаше тој мозачен удар. Мозачен удар, да. Да. И толку ја имаше 12 години кад умре татко ми. Еве, ми ќе покажеме овдека едну слику. Ово е у Староногоричино, неверојатно некој. Да, тој е дедо ми. Ја и жена с дедо ми сликани пред негово смрти, тој на дедо ми. Иначе, ти кажа дека татко ти е роден у Староногоричино. Да, татко ми е од Староногоричино, од Мало Попчевци. Ти како дете си веројатно таму ише. Па ише сам и таму, ише сам и у Матејче, пошто мајка ми од Матејче била. И такој сам проведуваја некад, нели, тие детски одмори, распусти од школу и такој. Мада после смрт на татка ми, мораја сам да иду да работу. Да се снаваѓаш, што ви кажеш. Да се снаваѓам, пошто мајка ми, њојна фамилија су сви у тој банат таму, у Качарево поточно. И јас сам ише за свак летен распуст таму и иду работу таму. Мораја си да работиш со тие, имаше некои мајстори таму, црнотравци ги викав, уствари од Црнотраво су, и с нима сме работаја физички работа, да. Исто и еден мој ујко беше мајстор и с njega. Зависи кад како и куде има, за да само таму седу, куде тетко ми, куде ујци, пошто 2 ујка и тетка ми су ми таму. Сега идеш ли таму у тој крај у Србија? Да, иду. Посетуеш ги? Поретко, да кажем, еве, лани беше таму на тој сланенијада има таму, тој Качарево. Бемо с мацата беше заедно, 2 дана таму пројдемо да видимо, нели, на како сајам некој, како нешто беше. Тој, уствари, сваку годину има. Да, они Срби ги прави тие манифестации, многу богато ги прави. Да, има многу богато беше, тој сланенијада, тако го вика. Еве га ваш татко со свој сестру? Да, тој е татко ми, сестра ми и ја, за пакетчиња да земеме од... А сестра ви како се вика?
Снежана. Да, она тој Куманово, Она тој заврши школу, тој амо даде се у Младена Горичина. и тамо се живео. Тамо живи, да. Да се задржиме на овој слика, па ќе пројдемо на твое десно. Ово е некоја манифестација нешто. Ово е за Нову годину прослава, каде су ни делиле пакетчиња. Ово су тие дали колеги на татка ми, занатлие или... И татка ти во кој паптичка како вие, каде биеха во Зачарка се качувае, тега. Да, Мислам дека многу не имало зграда, него поише по куќи ише. Па и по куќи татко ми идеше и по зграде, и школе чистеше, и ова, значи он имаше... Он си работае приватно, тако ли? Не, работеше, он прво е работае у пожарно. Значи, таму е бија, шеф ги е бија, не шеф, раководител, не знам како да кажа, мајстор. Значи, мајстор ги е бија, на тие имало е 5-6 од Зачара, он ги е бија мајстор. После тој едно време, татко ми, пошто беше повреден, око повредија, јоште за обнову на Југославија после 41 после рат, и повреди се и имаше некој инвалидско пензију нешто, а работеше плюс овамо. И после нешто се деси тамо, некои негови другари га искодошивали, што е, како е, и бела га истерале од работа. И после он отвори си сам приватно, а пошто сви га знае све, отиде еден дан чисти, може да има примања за целу месец, не мора да тражи друго. Идеше Кратово, Паланко, Куманово, на Горичино, тој негово, идеше у Прешево, пошто га знае све. А све. Куманово имало ли пуно од Зачари, дали се ти сечи? Па, татко ми кате бија, биле су 5-6 души, викам ви, они бија тој главан, после он си бедна посебно, оние некои оставива, некои растикава се тие од Зачари и останава, на крај останава само Дино од Зачар, кој... Дино, да, секи он и ден денеска работи. Па не, Дино тај син му работи, Дино стариот умре човек. Он е бија исто со татка ми работае, а сега е син му. Он нешто иде там по Франција, по ова, и сега као рекламира нешто дека има некои специјални таму работи, сисивачи, ово, оно, што работи. Нек си работи, тој негова работа. Многу луѓе што кажувале порано сведоштва, вика, само качување на куќи, чистење на оџаци или у зграду, кога ќе дојде дома, вика, све е црн, тој не може да се испере, вика, од колко е, како да кажеш сега, прљава работа. Да, прљава е работа. Татко имаше некој оддел тамо од Зачарско, капо, имаше некој како троугласту мараму што ставља на уста на ова, нели, кад чисти. Имаше алат, нели, тај што е негов. И он беше до души малку пун човек. Татко ми имаше околу 100 и нешто кила, а нисак, понисак од мене, а подебел. И малку му е било потешко за качување, али мора, што да прави. Такав занат. Такав занат, тој се прифатија и работае си човек да се нафатија се, да работи, да може да... Да прерани фамилија. Еве, Гоце, ова е слика од школа. Тачно сликано у двор, црквен двор и стара школа Христијан Тодоровски Карпуш. Пошто јас сум таму учија, ево су мои другарчиња од таму. Ово е куде што е Сокаче циганска, тули? Да. Туј на времето ми като уче смо, тој беше и пазарче. Да. Тој по тој Сокаче. Дај седиш, Гоце, да кажеш некој школско другара од овие дана. Кој сте ве учио од клупо? Па еве некој да кажемо, знам, тој не знам баш кои су и не ни виду добро, ама еве гледам туја има еден дечко Перица, еве га овај Драган Штука, Бог да га прости. Овдека има Оливера, не знам какво беше презиме, она ми се чини дека УЈП е сега. Кој ти бил учителка, Гоце? Добрила ми беше учителка кад почна. Ово е веќе било с поголема генерација. Добрила. А кад почна беше ми учителка она.
Добиле мислим, не само она, него и сви се биле добри педагози. Да, так беше. Ред, дисциплина имало. Имало е и ред и дисциплина и поштовање, не е како сега што деца со многу, да не кажу, уалени, ама такој научили и сега нема, ако го скараш дома, он ќе вика СОС, ќе вика полиција, ќе вика овој, ќе те напада, ќе те вика овој, ќе те стави у незгодну ситуација. А тега не имало ни правобранители, ни ништо? Так немаше правобранители, само ти каже учител, ај, тури ги вакој парчине, сленирче, танге. Покасно кад иде смо, еве да го спомну професора Момета Поликовно, Чаѓе, Чаѓета, он практикуваше да не тепа он, пошто му тешка рука, па не натеране двоица, да се тепамо сами. И он залепи ми шамар, ама малко ме доболи, па ја му удру појако, па он на мене појако, па ој ми се истепамо сами. За жал ми, и учимо тој се време га после нема да сега. Они вика, тој време било многу строго, не е било строго, дисциплина имало и ред. Да, имало е. А сега нема ништо. И како што кажа, нема ништо. У куќу куде си роден, испод куде Линка што е? Да. Кои се те биле први комшија тој кога си раснае? Еве, до мене лепена ми е куќа, Деки сендвичара сега што отвори овој, нели, месару и овој, Дејан Николовски. Добро. Он ми е туја, позади мене бева Слободан Златковски, они се одселива сега туја. Куде живи Слободан? Бане, Маријан, Слободан Бане живи у Београд. А кај се студира давно ли? Давно, има можда 20 години. Туја доле ми е комшија, овој Сашо Сушелац. Има до njega туја еден Столе Тошевски, он работи у фабрику, тој за ципеле, не знам тачно у кој е. Исто карши njega е Јордан, и он имаше некој погонче у Чик, мислу линiju неку. Тие су ми потако, имаше некој туја девојчиња, да кажемо, напред у прву куќу бела Сладјана на Вајка жена и сестра Уславица, извршителка. Они су ми тој такој, мислам, приближно генерација мој. После тој некој се доселива, еве сега, после тој дојдева Цеце Смилковиќ, туја Смилковиќ Видан, брат му, Виде. Виде, ошто работиш у болницу? Болницу, још работи. Они су тој доселени. Забрави га овога Тонина Столета Пуцкара син, помина се и он лани или полани, како беше. И тој такој смо тие. Кажи ми како од 5 до 8 деление, кој ти бија класа на школа? У основна школа? У основно, од 5 до 8 ми беше Јованка Спасич. Да, она што предаваше? Она хемија предаваше, да. А ти си продолжија да учиш од 5 до 8 у тој Ја згради или? види вакој, значи ми, тој беше, не се сеќам тачно дали 75 или 76 годину. Учимо у тој школу, после тај школа се направи у Банево Тргло нова школа Христијан Карпош и ми добимо тие покане за да продолжимо 7 и 8 одделение у Браќи Миладинови, али ми цело тој мое одделение согласимо се сви заедно да си идемо у Банево Тргло и таму завршимо 7 и 8 одделение. И пешки си ише до горе? Пешки, да. Не е било близко? Па не е близко, ама па с другарчиња. Да, ама так не е имало сообраќајување, не е било гужва. Па ние спуштимо се тој низ цигани надоле и... Да. Како деца, што се највише играле тој у Малди? Каде си бија овој физички најактивен? Па играле смо повишки фудбал игра смо, али иде смо у школу, пошто тој ни близко пресечемо. Да, вама преку Сумуса, што е право школа. Да, туди Сума што беше, тој имаше едно сокаченце и тој си пресечемо и
отидемо таму, изиграмо се, исцепимо ципеле и... Да. Има тоа, играле се, знаеш што се играло порано. Другарчиња, ми не смо имали како сега телефони и овој, него отидеш или играмо некои сликичиња или семке, па идемо по реку, тражимо камења, тие плочке, порамно да е. Идешмо со вие поголеми, имаше тој с нас, па идемо, имаше воденица доле, сега што е Карши пазарче, тој имаше воденица. А реку стиште доле или куде спортска сала, сега што е? Да. Тоа е било чисто тега, да? Па сега одма тој доле што е, така е било чисто, да. Имаше тој еден складен смисла позади. Имаше и рибчиња, тој фаќа се риби. У тој воденицу јас имаше тој рибе пуно, фаќа се тие постари од нас. Иде смо ми како деца с нима. После с еднога мојега комшијо исто, Јорданчо, и он, Бог да го прости, помина се, Јорданчо Вук. Иде смо, работе смо каде Васета, па Лавро, сода вода, он продаваше оранжадетък. И ми идемо, една анекдота да го кажу, идемо на Перо Чичо горе на Железничко, нели шиново спроваѓа туј, имаше многу луѓе. За Белјаковци, за овој сега нема тој. И дадени, Васе ни даде тие троцикл, и у njega гајбе, све сокови, тие лимонаде, оранжаде. Идемо ја и он, и када се вратимо, тој нели удолничаво е надоле. И од туја у вадо, со светочек. Право доле. Право доле, у вадо се навутава. С кои другарчиња се малку најче дружи? Па, како да ти кажу, другарчиња тие, ја имаше од школу моје другарчиња тие, смо ми 6 другара бемо, едни троица бева у едно оделение, троица ми у друго оделение. С ним сум се поише дружија, еве да ти кажу тога, нели, Јоцо Проевчанац, Зоки Јанковски, има неколку презимиња, ајде нема смисла да ga Поне. Добро. Ал Капоне. Јас сам бија, ми бемо у едно оделение, а у друго оделение беа Маријан Мачка, Бог да го прости, он ми се помина. Овој Циго Беладона. Мичо Беладона. Мичо и Емил Сокол. Они беа троица. Да, Сокол не се ги видеа одамно, нешто со скичмо. Он не може скичмо, ноги не искача и он. Седи, прошли пат беше, кад правимо овој водице, нели правимо на 19 јануар у Кобру, па ја иде до njega да му однесу нешто пиење и овој. Он не искача уопште, не оди? Не искача, седи таму. Мисло дома седи. Порано док моеше помалку идеше нешто кречи, оно нешто работи за тоа. А Мичо Беладона не се ги видеа стварно многу и он нешто он имаше проблеми со здравје, и он нешто не е добар со здравје и каде njega не сам отишол многу давно, пред неку годину, уствари не пред неку годину, баш кад беше овај корона, так иде да го дзирну, такој успутна идеја и толку не сам отишол. Значи тоа су ти бија најбољи другари од тие другарчиња, да, од школа. Еве ми ќе го покажеме тој слику да илустрираме. Еве ги твои другари. Ово е на спомен Костурница. На спомен Костурница, нешто како некој прошетка смо правиле. Прошетале смо се девојчиња с нас, ми такој. Тоа е интересно, виш, имамо исти джемпери. Исти стил на облачање било. Да, плетени, пошто ја имаше едно кираджику, она плетеше, плетачка беше. И ни правеше тие. Знаеш дека кој? Еве, туја, јас сум туја, Јоце Проевчанац, еве го туја е тај Светлана, Зорица на Цику ќерка.
Куде запишува Джејо средњу школу? Средњу школу запишау Којнаре. Киро Бурнас. Така популарен бија каубојски центар. Каубојски центар. Мада ми като учесмо почна да се малку подсредуе, не е како баш каубојски центар, што викав, која мајка изгубила сина ќе го најде таму. Ја учи малку, 2 години учи, пошто некако не ми идеше школа. Не да не ми идеше, него ја дека без родителја, нема кој да те поттера, што се вика, а морам да иду негде да работу, нешто да донесу некој динар у куќу. И запостави го малку школу, 2 години учи, и другу годину него ни доврши. Остана тако е. Исто и тамо сам бил активен со спорт. Играе сам и рукомет, и кошарку, и фудбал, све за школа. Да, ти денеска си активен Сега фудбал? сам, да, ама предовој да кажесмо дека уште во основну школу професорка Оливера, Начагајте жена. начаѓата жена, имаше голему доверба у мене, каде ми даваше све екипе да ги право ја за школа. И кад почнамо да играмо рукомет, 76-ту годину или такое нешто беше, направимо екипу, так имаше меѓушколски лиги. Меѓу школи игра смо рукомет и ми биднамо први. Имаше исто лига меѓу села. И таму сам играе за Матејче у тој лигу. И после од тој како биднамо од меѓу школе биднамо први, прваци биднамо, с направено едно нашу екипу, поешки тие мои другари, што су, има смо потик од Драгита Црнита, пошто он му е ујко на ова Зокита Понета, и он сакаше да не помогне и тамо почнава да доваѓав да, еве, тренери одма, тамо, вамо, Чедо го ведо да го спомну, Бог да го прости. Чедо Трајановиќ, да. Чедо Трајановиќ, Чедо Черчил. Кои се све легенди на Куманово. Не е добар. Сак они почнава да доваѓа и Драги Црни, и почнава да доваѓа одма да не тренирав, да овој, знаеш, и почнамо да играмо, па формирамо едну екипу Куманово 3. Па после играмо малку... Извини, да не го забравим исто Гоце, кои се биле така во екипу с тебе, тај Куманово 3? Кои су играчи биле с тебе? Други? Па не, овие деца, па други да, други имаше и у Куманово 3, па после биднамо некоја Искра с Јоцу, па Куманово 2 биднамо, па ја после дојде и Ти си бија голман, тако ли? Не. Ти си бија на која позиција? Јас сам бија пикер и крило. Криво. Кои се биле бекови? Бекови игра со мене тој време овој Мачка Плав, Професор што е? полиција што беше, не. Мачка Плав. Мачка професор, после дојдева с Дејанчо голмана, Кимевскога, с Кимевскога, после они играва с нас, после тој исто дојдева Љато, Тони, па брат му Цеце Љато, Коне Дебел, Саздов Коне. Саздовски, Кузета ќе го забрал, нели? Кузе Горан Миладиновски. Горан после, сви дојдева. Ноце Кјезле да го спомну njega, он е у Стругу. Они сви дојдева после нас. После мене ми. И после ја пред да иду во војску, откажа се од рукомет. Ти се кај да продуиш или не си мај? Па 83 година отиде во војску и кад се врати, они ме викава до душе да се врату, после тој се отвори нели овај сала, спортска сала, дали 84-ту, 5-ту, не сала се пушти 80. Тако ли беше? 80. Ја до 83-ту отиде во војску и остави после, кад се врати од војску, мораш да се снаваѓаш, нели, ипак беќарче, поголем сам, вие повешки размислуваш. Значи, Гоце, ти си завршија само 2 години земјоделско и се оставија школа. Да. После си заврши веројатно допунски. После заврши и тој 2001 година ми се чини дека заврши или друго, пошто требаше за работу, нели?
немаше фактички се водеше со основна школа. Ја беше курир воzač у народну одбрану, каде многу луѓе ме знаеви од таму, нели, како се запосли. Многу на кога сам могаја да помогну, сам помогаја, значи не сам никога оставија да не му помогну. Како млад човек, да не забравим овој детај е битен, Да. бие си на радну акцију, пали 78 година, тоа е Војводина, Србија, и добие си ударничку значку. Да. Ево да покажам. Кажи, Гоце, како беше на радну акцију? Па супер беше, пошто ми млади, еве провод, нели, имаше навечер игранчки, таму вамо, искачамо, шетамо се. Големо другарство е било. Големо другарство, да го спомну Јоцу Маскомерц, Да. он ми е бија командант. Јас сам, има и таму, еве, една запазена анекдота, пошто иде смо на трасу и Бранко Наковски, ми се чини беше, глумац. Аха, Бранко Наковски, да. Идемо и он земе едно флашу пиво и стави цуцлоно за дете. И он пие, ја у колица га возам и Суботица. А Палич е убаво место, убаво езеро. Убаво, Палич, да, убаво место е езеро. Тамо ја так беше еден пут на акцију, после више остави, пошто сам мораја да, нели, Да работиш. како дете мораја сам да работу, да донесу некој динар дома. Сега ти спомна, 83-ту идеш у војску ИНА, куде си служија војска? Ја војско служи у Кичево, 52 дана, и после у Струмецу. И таму у Кичево, като отиде, како млад војник, беше закасние еден ден, пошто многу далеко сам. И јутрето ден ме тражи, свика, дојде од команданта до што се вика десетара. Камо га тој, камо га овој, и овие ме прашуеме, овие млади, знаеш, војска, гуштери. А ме вика, што те треба? Викам, брат ми е тој, викам, он е глава, викам, на касарно, па за тој ме тражи. Тоа е било, мислам дека таа касарна беше огромна у Кичево, голема. Да, голема касарна, таму имаше обука за... А после у Струмицу исто... Ово е у Струмицу на площад. Таму беше едно единицу извидјачи, која била најстрога од еднога поручника. Сви се плашиле да идев таму. Ма моја среќа била па баш таму да отидам. Мало ли Гоце с тебе у Струмицу Кумановци кои се били војска? Па не, од Кумановци имаше само Дај се сеќаш. еден ром, Исмет. Он на Врањско џаде, како го викам, не, Циглански пут, за Циглано кад се иде, тој седеше. С njega ведуваше се контактираше? Не, он е со Германија можда 20 кусур години, не сум го ни видеа, ни сум го чуе. Ево, ово е. Ово е у војско заклетво кад сам даде со сестра ми. Да. Ово е ова слика позади зеленило. Да, тој искочимо у парк таму и таму се сликава. Колку си служија, 12 или 15 месеци? 12 месеца, ама јас служи 10 и пол, пошто храниоц на куќу, нели. Беше и така имаше, ово не користи тие редовно што имаше. Беше у извидјачи, убаво беше, знаеш, и мора некако и да правимо комбинација за да остану таму, пошто возеше. У извидјачи бемо, имаше месец дана шапка, скијање, месец дана бемо на пливање, има смо, нели, тие обуке таму, прехрана у природу, ово, оно. Твое мишљење, Гоце, сега кад направиш ретроспективу, џабе не викав дека војска е многу драгоцено искуство за младиот човек. Да. По мене би требало да се врати тај војска, пошто све, нели, вика смо порано, ако не си војник, ако не си служија војска, не си ни добар ни за жено, ни за куќу, ни за ништо. Значи, тамо се човек поправи, значи,
биде фактички човек. Так се преломуја в тие работи у војско. Значи имаш, мораш да станеш на време, мораш да идеш на време, да едеш на време, да работиш, све на време. И стекнуеш некој и дисциплина и одговорност да. у живот. Порано вика се, ако не идеш у војско, не можеш да се ожениш. Да. И ти се враќаш од војско и после запослуваш се, така е? Јас се враќам од војско 84 година и после годину дана, ствари, добро, годину нешто, можда нема две, викаваме на разговор у Народна одбрана, каде ме примива од биро ме испратива, да го спомну и тога што ме испрати Чедо Алексијич, Бог да го прости njega. Да, комшија мој на трети Македонски. Да, он ме испрати, пошто он работеше так на биро таму за запослување. И дојде ја таму у Народна одбрана, примиваме како возач. Возач курир. И да возиш, и нели позиви што треба да се носи да ој. И од 86-то, од 1 март сам примен, до заден ден до 18 февруар сега. Колку тога сте били вработени Џелјо Народно? Так бемо негде... Сега мислиш дека Цаци работеа Џимре? 42 мислиш, че не бемо. Не, Цаци работеа Младеновски, а Џимре работеа у Тео. Од Тео. Башка е тој, друга фирма. Таму Тео имаше Фортунац беше, Ангелче беше командант, Перо Зеленаш работеше таму, Џимре. А Цаце бие с тебе, а? Цаце с мене беше. Цаце, Моцо Џуџан, Чеде Трајковски, Ковач, Бог да го прости, Александар, Драги, што има тој Бибрук, како се ика тој Братекс. Братекс, да. Ѓоко Горе Пилес, некоде да. Чински пут, да. Ѓоко Пиле свирач. Со Драгане контрактирате ли? С кога? Братекс. Братекс, па кад се видимо, не е онако, да. да. Кад се видимо негде, овој мисло, добри су ми тие и бивши колеги, и сек што беа колеги, малко ни се подмладимо сега, нели, Да. од задње време и така е. Добро е, важно, добро пројдемо с луѓе и ја пуно да кажемо, еве познанства и овој стекнаа од тамо, мада пред тој имаше и плюс работа, нели, тој со тога мојега дедо Џелјо со Срингишпили, каде смо ишле по села, по, нели, туја, у Соколано смо стављале, овдека смо стављале у школски двор, обавезно преко лето. У сви села смо ишле, значи, познаваме луѓе од Рингишпил, а ме познава пуно и од курирство, што сам бие курир. Плюс тој беше како главен курир, кад имаше тој имаше совет за одбрану, Радко Тодоровски, мој секретар прв, праќаше ме, идеше, а веќином тие у совет беа директори по фирме. Так беше работе своји, Кожара, и Кирофетак, и Чики, и Циглана, и овој сви. И многу имаше проѓу таму, како да кажу, Кумановски, нели. Нема чекање или овој, директор оставља све и sastanak и што да има, доваѓа му Гоце курир, да му донесе материјал. И так смо имале и поштовање и све. Сега саки да отиду у неку фирму, да кажемо, мислу, сак не сам курир, ама дете да отидеш, па може да ти каже, неќе ни да искочите стражар да те праша куде ќе идеш или... Али така е било закон. Работиш како шофер колку време у Народна одбрана, па после идеш како минер да работиш? Значи, еве, овдека, чека куде една слика од колего. Значи, јас кад се запосли како шофер и курир, ја работеше исто тој, а плюс ми беше дејност
како помошник пиротехничар работеше, а Грозде Соколовиќ беше пиротехничар, али мораше так мораше да биде од надвор пиротехничар за да може да му исплаќав. И ја беше помошник на njega и пошто возач и возеше ги гранате и беше помошник на njega. А Грозде беше до 2005. Ја 2002 година беше у Словенију на обуку и после тој еден месец и 2002 исто еден месец беше у Скопје за деминирање. И од 2005-16 мај се формира дирекција за заштита и спасување. Скоро 20 години бие шофер, па после си наемина. 20, тој 20 Не си се плашија, ова е ипак озбиljна работа. Што вика комановци, треба многу се отвара очи. Има страу свашто, нели? Падне ти чаша па се исплашиш. Ово е опасна работа. Ја у тој моју работа од 20 години има едну грешку. Фала му на Бога што остана жив. Куде е тој било гоце? Тој беше у Ѓуришки манастир, у Свети Николе. Вадимо градобитни ракете, имаше за ништење, треба смо да ги зејамо и ја с колега од Скопје отидемо тамо. Ама имаше една ракета заглавена. И лоша проценка беше, пошто она беше на 3 места како подувана, знаеш, мислимо дека одработала. Значи, малко е пукнала овој. И како го фати ја да го заврту, да го изваду, она ми пукна во руки и се запали. Ама среќа што имаше у њума пуњење беше с песак и с триње. И нема ништо, да беше с оние зрнца, олово да беше, немаше жив да остана. Значи, тој ама среќа, у несреќу и среќа, и остана, мислу, само шаре и ова испод запален беше и добро пројде. Мада како стра мора да постои, значи било кој да е. Ама ми за тој, знаеш, пинемо малко пред ова и после не се плашиш. Не се плашиш, да. Интересантно, многу си имаја тие случаи што кажуваш. Да. И што е предуслов кога ќе појдеш на такаву работу, треба да си одморен, да си психички среден. Па има пуно треба све, ама каде нас немаше ништо. Значи нема смо, како да ти кажам, нема смо поштовање ми како пиротехничари. Значи он вика, ајде, до неко време ни вика ајде ако сакаш работи, ако не ќе дојде друг. Видиш, како тој да идеш тикве собираш и лубенице, па нема проблем, ќе дојде друг. После неко време веќе ја у тој мој век од 20 години што сам самостојан пиротехничар, зборува уште 20 с помошник пиротехничар с Гроздета. Значи до пред 4 години, толку 5 години, нема 5 години. Најдемо у Битола на стадион Тумбе кафе да се прави, требаше стопе да се копав, да се поставља овие рефлектори. И копајајќи искочив 2-3 гранате, кој отиде, овој мој колега од Битола, отиде да ги подигне и отиде, заврши работа човек. После они почне пада копал, па искочив 3-4, па га викал, па и после наидев на еден, тој е магацин било. Значи, од Прво светско војно зборимо, пошто тој потрупано, вајда, подрон на земју или како е било, работи земја. И тога ги најдемо, идемо ми едну неделю копамо, вадимо. Тој су тие овдека ги има ова. Да, ќе покажеме тие фотографии. Тоа се интересантни работи. Так најдемо 12.600 парчиња
на едно место. Тоа е магазин било и ги извадимо, откупуемо, ставимо, значи кад има вакој пуно, еве да кажеме овдека, овој со 30 комада од Гостивар сам ги подигнаја. Ти си с цецта заедно работајате? С колегот и цецели, кој кажа? Не, ово е грозде, ама тој гроздето. пред тоа, ово е сам што сам работаја. Он е пред тој бија пиротехничар, а јас сам му бија заменик. Обично кога сте ишле да вадите мине, се ваѓа повеќе или порано или тој нема... Не, нема вез. правилата. Нема правила. Овдек смо работале на повик смо биле, 7:24. Значи, мада не требаше такое да биде, ама ми еве да искочиме во сусрет. Ева ова е Ово е деминирање. теренска работа. Деминирање, ово е на обуку Скопје 2002 с босанци ни бела инструктори.
Значи, како што кажа на почеток на емисију, имамо новога подржувача. Тој се овие чаеви на професор Милета Маноловиќ, плодност Вита. Еве, тој се кој помага на млади брачни парови кои од оправдани причини не може да има потомство. Професор Милета Маноловиќ направи еден извареден препарат кој помогнае на многу луѓе у праксу. И имамо још еден препарат, тоа е за тироидну жлезду. Тироидна жлезда е многу распространета болест околу не само Македонија, него пошироко, а овие чаеви нуди спас со упорну и квалитетну терапија со препарати може да се дојде до одредени резултати. И па ќе кажу ешен пуда голема захвалност за туристичка организација Златибор и за претседника на општина Милана Стаматовиќ. Ве гледате, ја носам и мајцу Златибор за Кочани. Конечно ќе отидев наши деца на опоравак на Златибор, 50 деца у најскоро време, и у моje име и у име на сви граѓани на Кумано и Македонија голема захвалност за овие два големи хумани човека. Гоце, продолжуваме го разговор. Како млад човек си искачаја од чарши, веројатно. На Корзо тоа е било препознатлива работа. Куде се највише движи од чарши? Па, Корзо, знаеш како беше Корзо? По площад и тој покрај, како да кажу, војна менза што беше, нели? Сега доќани су, тимо баловано. Тој застанеш, нели, девојке шетав и се наваѓате. Тако е било. А обично иде смо Кристал на музику, пошто немаше кафиќи и ова сега да идеш толку. Имаше Кристал, Лова се бија, Хотел Куманово. Па тоа су били на Бисерку тие. Обично знаеше се куде се иде. Кој сака да еде рибе, иде од Зебрња. Кој сака иде у Семирони да еде. Кој сака кебапи у Палас. Кој сака куде кебапи за кебап. Ај куде Црногорце горе стоише. Да, и куде Црногорце, да го спомнемо и njega, иде смо рукометската игра смо, значи свако гостување, кад ќе гостуемо, на враќање дојдемо да ручаме на скар. Супругу моју го запознавам на куде што се запознавам на площад, нели, на Корзо. Тој шала, смешка, ово, оно, тамо, вамо, као бемо малку како на заебанци, знаеш, па оно искочи после истина. Она куде е работала ваша супруга? Не е работала нигде. Има малку стаж, нешто е работала у болница тамо. Ама нема ни годину дана и не е работала, како се одаде за мене, после нема. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Еве Гоце, во прилику да покажемо и твои колеги с кои си проше раден век. Во овој прилику гледам дека 1, 2, 3, 4, 5 души. Ти ке ни кажеш кои се дека. Може. Еве, од овдека идемо. Ово е Ѓоко Стефановски, Пиле. Ово е Моцо Џивџан. Ово е, за жал, не е више меѓу нас и Филип Јакимовски. Ово сам ја и ово е Станиша Митич. Ово се сликани на некој прослава, не? Ово е прослава на работа. Не знам што е било, најверојатно или Еве овдека е ниш некој другар. Овдека ми е овој другар мој, Бог да го прости njega, и он не е више меѓу нас, Јоце Проевчанов. Ти кажа дека он у Немачко ли живее? Не, он tu живеше, ама отиде у Немачку као да работи, да вози ли тамо, што е, како е, и тамо му се слоша, падне и толку. А еве илустрација на фотографија како се деминира, како се вади гранате. Ово е на обуку у Словенију кад беа. Да. Ово е Карпино, 2004. И еве го, ова е слика извадена граната. Ово е, чини дека беше негде Липковски крај. Така си доше да работиш у Народно одбрано, кој е бие главен директор, раководител? Тамо имаше секретар, значи секретар ми беше Радко Тодоровски. Добро. Имаше помошник секретар Лазар Димановски, имаше началници Стео Ланг, беше за цивилну заштиту. Башка дојде, после отиде у пензију Бранко Писарка. Сменија си пуно секретари, пуно раководители. После тој, да, сменимо секретари. После Радка Бидна Лазо, после Лазо дојде Иво Желјка, после Иво дојде Ковачевски Александар, па Иво се враќа, па Ковачевски, па Ивица Тимов дојде раководител, и сак се испомешава некој ми овамо, они тамо, напримо, од 2005 напримо 3 фирме од едно. Ми бемо Народна одбрана, горе бева Сакје Цук, беше центар за известување, ми бемо цивилна заштита у Народна одбрана, сак биднамо дирекција за заштита и спасување. Значи сак на 16 мај су правиле 20 години. Кажи ми, Гоце, има ли интерес каде млади луѓи за овој работу, кој паќе, кажемо, е доста комплексни и ризични? Па нема интерес. Нема, не знам, дали мислив дека не е, додуше и не е ни платено. Ја фактички, сак што ни качива плато, пред тие 4 години и дадева ни бенефициран стаж, па сега да кажемо фати пензијичко малко, колко толку по-големко, а пред тоа имаше 21.000 плато. Што би земаја пензију, сега би земаја 18.000 или нека биде 20. Тој ни качива така, ама тој не е исто и тој. Ја имаше 45.000, ама со стаж. Ама 38.000 е плата основно.
Да, значи не е примамливо за млади и луѓе. неќе никој да иде гранату да вади за 38.000, а 38.000 ќе зима продавач да стои, нели, цел ден ќе се шлае тој на врата и на... Ево дека има еден членок од новини интересантен. Опасни само ако се употреби механичка сила. Да. Гоце Джелјо Илич, ово е... Тоа е сликано у Охрид, кад вадимо 2010 или 11 година беше, вадимо гранати од Охридско езеро. И тамо пуно извадимо. Не знам, около... По-комплексно е да вадиш унутра у езеро или море, него... Значи, види во кој. Ми за овој работу, за овој акција у Охрид, треба смо да идемо од Црногору на обуку за нуркачи. Али тој ќе беше многу, ќе кошташе тај обука за нас, а и ми не смо спремни за тој. И договоримо се с нуркачко друштво у Охрид, кои они беа на едно мало обуку само за препознавање за тие гранати. Да препознае, нели, што е граната, што е предмет кој. И они направил го акцију со нима заедно. Они ги вадив, ја за тој сам овдека на Чамац, они ги вадив и ни ги изнасав на нас на копно, ми товаримо у овој, да ги однесемо и после ги ништесмо. Има смо магазин каде ги складујесмо и складирамо и после идемо на ништење. Обично ги ништесмо тие од Охрид у Кичево. Има таму едно како рудник некој, како нешто, и таму иде смо, најбезбедно ни беше. Може би слика да ми ги дадеш, да видиме овдека што има фотографија. Чека, тај не е битна многу. Ово е Тај снашка од Словенија. Сега ово е. Еден мој другар го вика готовина, а оно не била готовина, ина била. Овој су ми од обуку исто и тај слика. У Словенија? Не, од овој су од Скопје, од деминирање. Ово е деминирање, а у Словенија убијамо за НУС, за неексплодирани убојни средства, као пиротехнички. А овој су деминери. Значи, тие су две различити работи. Ево, дека уостову у контекст на тој, има сертификат влада на Република Македонија, дирекција за заштита и спасување. Да, тој е од каде нас. Пиротехнички. Али еве Гоце, знае и малку да се провесели, ово е некој друштво, ти ќе кажеш куде е ова? Ово е су армиски и полициски ветерани во Куманово. Ти си уште увек таму активен? Па и још увек сам таму, имам членуи у повишки тие здруженија невладини и овие здруженија, да кажемо исто, нели, тој армиски полициски ветерани, исто сам члан у тој коледари, члан сам, крводарител сам, нели, дам исто у Црвен крст. Тој со цица. Ево овој. Овој, Бог да го прости, тој Борко умре и он. Борко, кој беше презиме? Борко Довезенски. Довезенски, да. Довезенски, он е од Довезенци. Овој веројатно JNA каде бил. Да, овој е заклетво кога сум даваја војско. Имале сте прилично многу активности. Души денеска су они здруженија полициски армиски ветерани активни. Има sastanci, посетује, чува го традицијно ние наши борци кои се борили за држава. Таму и Томе Цана и други луѓе. Да. Овој су ми колеги кад смо давале крв пред 10 години више. Колку пати си даде Гоце крв до сега? Па до сега даде 46 пута. Сега рачунам до наредно годину, до март месец, негде околу 49 ќе бидев, али ќе имам право још едну годину да давам, нели, пошто, уствари до 65 имам еште комај 2 години, да направу 50 и после здрави. Еве, тројка, Гоце, Коки, Томе Цана. Да, Томе Цана, Коки и Јаро, тој у Пилко на вратимо. На кокошку и на пиво. Гоце, кој е бело марамче и везе. Тој се
с крумета и с оваа. Сега за твој работа, исти се овие горе-доле слики, да не ги Горе-доле фризираме. исто, овој су ми од овие колеги кад смо биле на обук у Словенија. Да. Тие су од Словенија. Еве овој. Да го покажеме овој слику. И овој баш тој го покажам ово двојца колеги, тие су ми ученици. Сега за твој работа имаш многу прегршта овдека признања, Да. дипломе и А може да ги покажеме, еве Гоце. Да. Тој е с американци, прв курс, завршен 21 година. Овие признања ти многу значи на тебе во живот. Овие, овој да кажеме од сек задњо, још ще трае овај обука. Јас сам веќе у пензија и немаше потреба да иду. Иде ова само е прв курс и остави. Да, еве овој. Овој ми е од деминирање сертификат. И овој е од Словенија. Еве Овој. овој, благодарница. Тоа е захвалница за најдоброга голмана. Илич. Кој ти е голман бие најголем идол во фудбал кога се гледају такмици? Петар Борота. Борота од Партизана што беше. Он бранеше и с гузицу, и с ноги, и с глав. И јас сум такав, ја мрдам с увого одбран. Так, Да. с рамо. Кажам дека ден денес ке играш фудбал, активен си. Да. И ден денес ке играм и тој у задни 20 години мислу дека у Куманово кој игра фудбал нема да не играе с мене или против мене. Да. Ево што кажамо крв што си даваја, Добро, благодарница. тоа е тај некој благодарница од 10 пати. Ја веќе сам даја 46 пута. Да. Еве овој да го покажемо. И сега фудбал још ќе играм, док можу нема да оставам. Тој се и шалу с деца, знаеш, кад ме вика, пошто вика, тие су деца мои, ја имам сина 38 години, другога 32, овие деца што играв с мене фудбал, ја ги викам, шалу се, знаеш, викам, чичоготета може да га викате за у кафану, за фудбал и за жене у пола ноќ. Помоć. Сега во кој круна на твој работа исто е градско признање од општина Куманово. Ово е благодарница. Да, благодарница од општина. Може го даеш и тој да го покажемо. И ова е за идење у пензију, плакета. Спомна дека имаш два сина, имаш и унуци, веројатно. Да, Како се вика унуци? имам два сина, имам 4 унука, едно унуку и 3 мушкарца. Мора да ги поздравиме, ако некој се наљутив. Да, ќе се наљутив. Кажи ги имена на унучиња. Најстара унуче ми е девојче, Ана. После њума е Иван. После Ивана од малога сина ми е Лука. И сега најмалец за 8 месеца е Симон. Воја ли кој дедо на гости? По мојега дедо Симона го крстим. Посетујав ли га дедо гостите? Па посетујав го. Дедо кад може ги игра, кад може. Овој пошто обврске поишке со сина таму по овој работимо нешто и така. И дедо даде по некој парку? И па сега кад има, таки има дедо пензија земаје ки има. Па добро го. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Фала ти што беше гост во емисију, 70 минута зборимо, кажамо доста работа од твој живот и само би те прашаја кој ти прави пензионерски данови. Знам дека идеш каде Кирил Солара стално. Да, многу, да кажемо, кад можемо, дружимо се поишки с мацета, нели, по овој.
Еве тој да го спомну и Милета Алексиќан, наш другар. Идемо тако Тоа беше Банко, по нели? кафан, да, кад по кафанчиња, кад по дружење, повеќе идемо каде Кирета, да го видимо Кирета. Киру морам да го одржавам. Киро легенда. Тако смо кажале. И Киро ми вика синко мене, ја njega татко и такој, терамо живота. Да ти кажу и овој, зашто тој презиме моје дека е сега за политику го било, разбираш. Јас сум Гоце с македонци, Илич с срби, а Джелјо с албанци и с роми. Добитна комбинација. Значи, со сви сум тој. Фала ти, посекувате Гоце здравје и да се видимо друга прилика па да разговараме. Фала ви на вас за покану. Толку за денеска поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље.